Сите албанци посекуваат што побрзо обединување на нивните простори што се наоѓаат во Македонија, Црна Гора и Грција во една единствена албанска држава. Ова стои во книгата Балканскиот мегаетникум кој Талат Џафери ја стави на масата во кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија. Џафери испраќа порака за обединување на албанските простори, а книгата која се гледа на неговата маса ја разработува платформата за решавање на албанското национално прашање, вели директорот на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски. Ова е книга која што ги објавува националните доктрини на македонските соседи и исто така ја објавува националната доктрина на Албанија. Таа е објавена во 1998 година и во неа се опишуваат точно чекорите кои што треба да се преземат за да се обединат сите албански територии. Во неа се преюдицира војната на Косово, но и војната во Македонија. И во неа е објавен исто така еден текст на починатиот Арбен Џафери, кој што е надополнување на оваа албанска доктрина, а се однесува на Македонија. Она што ние го гледаме како инсталирање на тиранска платформа од Рама, практично представува не нова епизода или некаква екскурзија на сегашниот премиер на Албанија, туку мощне внимателно и мощне испланирано делување според овие документи. Покрај книгата во која се опфатени националните доктрини на македонските соседи, Џафери во собранието ги постави албанските знамиња, чин што предизвика револт кај македонската јавност. Реакција нова имаше и политичката партија ВМРО ДПМН која го повика Социјалдемократскиот сојуз да не молчи за најавите дека ќе се официјализира албанскиот јазик како службен јазик во Република Македонија. Од ВМРО ДПМН сметаа дека спротивно на волјата на народот и на уставот, деловникот и законите на Република Македонија, СДСМ спроведува тиранската платформа и дека реализацијата почнала со тоа што дозволиле албанското знаме да влезе во кабинетот на претседателот на собранието. Џафери во четвртокот на 27 април неделовнички и незаконски беше избран за претседател на собранието од пратениците на СДСМ и дел од албанските партии, што резултираше со крвави инциденти во законодавниот дом во кој беа повредени неколку пратеници.